По долг временски период, а благодарејќи на изворедната соработка со град Скопје, општина Центар и јавното претпријатие ЈСП Скопје, низ ГТЦ пак ја проаѓа градскиот автобус. Откако пред неколку години оваа активност беше запрена од причини непознати, како за мене, така и верувам и за многумина од вас, замре и еден дел од нашиот градски трговски центар. Сите овие деловни простори околу нас, кои сега ги гледате празни и темни, некогаш беа осветлени и полни со луѓе и роба. Меѓутоа, знаете како, за да работи некој дуќан, една од основните предпоставки е да постои циркулација и движење на луѓе во неговата непосредна близина. А обврска на еден објект, како што е градскиот трговски центар, е меѓу другото и да овозможи токму тоа. Од тој аспект, гледајќи како што и пред малку кажав, не ми се јасни причините поради кои во оваа жила на долниот дел од градскиот трговски центар била едноставно исечена. Но тука сме да исправиме грешката, тука сме да го вратиме животот и сјајот на нашиот градски трговски центар и затоа денеска посебно сум горд што заеднички напори на општинските власти, јавните предпријатија и нас како раководство од градски трговски центар повторно ја воспоставуваме редовната линија број 50, а во иднина и 57, со што сум убеден ќе заживе и овој дел од нашиот центар. На задоволство пред се на собствениците и корисниците на деловниот простор и на сите нас. Во 2015 заедно со граѓанските иницијативи, граѓанските здруженија имавме една битка како да го спасиме ГТЦ и во таа битка успеавме, тогаш и со масовната излезност на референдумот, потоа и преку правни механизми да го спасиме изгледот на ГТЦ преку кој е препознатлив Скопје. Денеска имаме една нова битка, ГТЦ да добие нов дух, нов живот, односно да го вратиме животот во градскиот трговски центар кој што е препознатлив за сите нас, пред се и за центарци, но и за сите скопјани. Јас се надевам во соработка и со градскиот трговски центар, со градот Скопје и сите останати, ќе успееме ГТЦ да го направиме едно поубаво место кое што ќе биде символ за сите нас. Денеска символично да одбележиме почетокот на движењето на автобусот број 50 во градскиот трговски центар. Автобуските линии што се движеа низ ГТЦ беа укинати заради неможноста двокатните кинески автобуси да влегуваат овдека, заедно со новото раководство на јавното сообраќајно предпријатие го направивме напорот да овозможиме барем една од укинатите линии повторно да се движи. Нашата цел, нашата идеја е да го вратиме животот во градскиот трговски центар. Ремек дело на современата архитектура на авторот Живко Поповски. ГТЦ го браневме, ГТЦ го гушкавме, ГТЦ со референдум го браневме, успеавме да го одбраниме и сега наша задача на така одбранетиот ГТЦ е да му го вратиме животот. Очекувам дека овде повторно на ова ниво ќе заживее заради фреквентноста на луѓето. Градскиот трговски центар беше, е и ќе остане белег на градот Скопје, токму заради тоа градот Скопје на секој можен начин ќе партиципира во неговата ревитализација, да му дадеме повторно она фундаментално значење што би имало за градот. И тука најавувам, веќе зборувам во кампањата, во теке постапка и испитување на техничките можности, градот Скопје да финансира и да изработи зелен кроп со цел да покажеме дека може да се сака ГТЦ на еден многу поинаков начин, без да имаме обиди за бронзи, за стиропори, за гипсови. ГТЦ е антологија на Скопје, таква и ќе остане, додека сум јас градоначалник ќе направам се, заедно со луѓето што работат со мене, заедно со граѓаните на општина Центар, кои што така жолчно го бранеа, ова повторно да биде едно од најубавите места на нашиот град.